11. и 12. август 1990 година. Највпечатливото здание во изградба во центарот на главниот град на Републиката, во кој речиси 2 децении беа вперени очите на јавноста, конечно е ослободено од скелето, што како некоја пајакова мрежа во неколку наврати го обвиваше однадвор и одвнатре, за да го изградат и обликуваат рацете на неимарите. Авторите и изведувачите го завршија своето. Се повлекоа градежните машини и работниците, за портите да му бидат отворени на народот, на верниците, кои со толку трпение, љубов и љубопитство го помагаа и во исто време го исчекуваа довршувањето на соборниот храм на Македонската православна црква во Скопје, Свети Климент Охридски. Овој храм, кој на извесен начин представува и дополна за претходните цркви Света Богородица, Свети Мина и Свети цар Константин и Елена, што физички исчезнаа до Скопскиот земјотрес, го носи името на Свети Климент Охридски, како израз на највисока почит кон патронот и втемелувачот на словенското постоење на Македонската православна црква. И во најтешките историски настани, почнувајќи од неканонското укинување на Охридската архиепископија во 1767 година, до балканските војни и поделбата на македонскиот народ, традициите и култот кон големиот словенски просветител, учител и духовник Свети Климент Охридски се неразделни од македонскиот народ и од неговата црква, како впрочем и во светлите мигови, меѓу кои е првиот свештенички собир одржан во Издеглавје 1943 година, на тоа парче ослободена територија, од кој е упатен повикот за создавање самостојна македонска православна црква и за борба против политичките и духовните поробувачи на македонскиот народ. Веќе на 4. март 1945 година, непосредно по ослободувањето, во Скопје е одржан првиот црковно-народен собор, на кој е донесена одлука за обнова на Охридската архиепископија и за создавање на самостојна македонска православна црква. Вториот црковно-народен собор, одржан на 4. октомври 1958 година во Охрид, ја обновува Охридската архиепископија, а на 17. јули 1967 година, на третиот црковно-народен собор во Охрид, древното седиште на духовниот живот на Балканот, се возобновува целосно автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, која со своите органи и тела, конституирани во претходните децении, продолжува да живее и дејствува самостојно. Годините по Втората светска војна се период во кој освен образовните институции се обновуваат и градат црковни и манастирски објекти, но во исто време од човечката рака или природната стихија страдаат објекти со значајно место во црковниот живот на Скопје. Овдека на ова место кај што се наоѓаме постоеше црква Света Богородица, соборна црква за Скопје и околие. Истата работеше се до при крајот на Втората световна војна, кога беше запалена од страна на бугарите. Но и покрај тоа црквата продолжи да работи како црква, бидејќи ѕидовите, контурите на црквата не беа изгубени. Во неја архиепископот Охридски Македонски Доситеј, сега покоен, ракоположи нов свештеник на 28. август 1959 година, што значи дека таа црква работеше се до 60-та година, кога и последните белези од неја се отстранија и се елиминира како црква.
Во непосредна близина се наоѓаше црква Свети Мина. Црквата Свети Мина беше така поголема црква, големи размери, една од ретко убави цркви и тука се цркуваше поголемиот дел од Скопје и околија. Црквата Свети Мина прво настрада од поплава 1962 година, но малку подоцна, 63 година, катастрофалниот земјотрес, разруши доста објекти во Скопје, таа не беше поштедена ни соборната црква Свети Мина. Сите утвари и реликвии од таа црква, иконите и се она подвижен имот што се наоѓаше во таа црква, дел од неја беше пренесен во манастирот Свети Јован Капиштец, а дел во црквата Свети Димитри. Велам дел во Свети Димитри затоа што подоцна Свети Димитри стана соборна црква за Скопје. Од десната страна на реката Вардар, каде што е сега лоциран трговскиот центар, се наоѓаше и црквата Свети Костадин и Елена. И таа црква беше прилично голема и беше мощна активна. Но по земјотресот, купниот инвентар се пренесе во црквата Света Петка. Така да строгиот центар на Скопје, ако се иземе црквата Свети Димитри, останува навистина без црква. Од обновувањето на Охридската архиепископија во 1958 година до почетокот на 70-тите години во Републикава и во странските епархии на Македонската православна црква се обновени и изградени над 200 цркви и манастири. Секако најголем зафат беше изградбата на Соборната црква во Скопје, чиј камен темелник во 1972 година го постави обновителот на Охридската архиепископија и организатор на Македонската православна црква, неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Доситеј. Првите средства за изградба на објектот беа издвоени од Меѓународниот фонд на солидарност за обнова и изградба на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 1963 година. Круна на речиси дведецениската изградба на Соборниот храм, што потоа со своји средства го финансираа црквата и народот, беше чинот на осветувањето на 12 август 1990 година, ден избран во неделата на светите седмочишленици, меѓу кои е свети Климент Охридски. На величествениот чин на осветувањето на храмот, ден порано му претходеа свечена духовна академија, на која пред високите црковни достоинственици, представници на државата, на другите верски конфесии во Републикава и многобројни верници, беседа одржа архиепископот Охридски и Македонски господин Гаврил. Полноќното бдење пред осветувањето, кое представува своевидно ритуално чување на храмот, беше претворено во несекојдневен културен чин во македонски вознес.
Во организација на Друштвото на писателите на Македонија, на Асоцијацијата на музичките и драмските уметници, бројни творци, групи и ансамбли, пред платото на црквата, домугрите ја бдеја со народот последната ноќ пред осветувањето. Храмот на Свети Климент, впрочем, како и сите православни храмови, се состои од три дела: предворје или нартекс, храм или наос и олтар. Оваа поделба е според типот на подвижниот Мојсеев храм, така наречена скинија, односно на Соломоновиот храм во Ерусалим. Овие три дела имаат различна функција, а единствена намена – воспоставување единство со Творецот во просторот и времето. Предворјето е простор во кој престојуваат кандидатите, катехумени, за примање христијанство, односно за свето крштение. Во храмот присуствуваат само верници, што го примиле учењето на црквата и можат да сочинуваат единствен организам во Христа. Во олтарот пристап има клирот, односно вршителите на светите тајни и богослуженијата, кои практично ја продолжуваат искупителната мисија на Господ Христос. Олтарот од храмот е издвоен со иконостас, на кој доминантно место имаат иконите на Господ Исус Христос, Пресвета Богородица и Свети Климент Охридски, односно светителот во чие име на Бога е посветен храмот. Сите иконостасни ликови имаат за цел на верниците да им ја посведочат остварливоста и доживеаноста на верата како чин на спасението. На храмот доминира централното кубе, на чија надворешност е поставен осветен крст како заштитен знак на христијаните и символ на нивното спасение. А во неговата внатрешност се живописува ликот на Христос, Пантократор, со значење дека Христос е глава на црквата. Веднаш под неговиот лик е поставен централниот светилник Полиелеј, кој символично означува дека токму Христос е животворна и спасителна светлина на светот. Самиот чин, осветување храм, главно се извршува во олтарот, односно врз олтарскиот престол. Отпочнува со трикратен литиски опход околу храмот, при што се носат честички од моштите на светителот Свети Климент, во чие име се извршува посветувањето. При тоа се читаат и одредени молитви. По влегувањето во олтарот, свештенослужителите врз веќе облечените свештени одежди облекуваат бели стихари, нараквици, појаси и прегачи, како видлив знак на чистота и достојно завршење на толку свет чин, па се отпочнува со миење на престолот. Миењето се врши со осветена вода, пошто се помачкува со свето миро.
На 4 агли од Светиот престол се прилепуваат ликови на 4 евангелисти со значење дека престолот се осветува и Евангелието се проповеда за спасение на луѓето од сите 4 страни на светот и дека од овој свет престол ќе можат да ја примаат бескрвната Христова жртва, светата причест. Сите православни верници, без оглед на нивната национална или расна припадност. Потоа се подпишува повелбата, која е траен документ за осветувањето на храмот. И таа, заедно со моштите на светителот, се полага во центарот на Светиот престол и се запечатува со восхомастик, смеса, што посебно се подготвува за таа цел. Врз така осветениот престол се полага бела одежда с рачица, која под престолот се врзува и запечатува, а ја означува погребната плаштаница со која било обвиено телото Исусово, како и запечатувањето на гробот. Врз неја се става светла, блескава одежда, индитија, која верниците треба да ги подсетува на славата на престолот Господов. Потоа, на Светиот престол, според канонот стојат илитон, антиминс, богослужбено евангелие, крст, дарохранилница и други свети предмети. Евангелието го означува таинственото присуство на Светиот престол на самиот Бог, кој е откриен преку Словото Божјо. Крстот ги означува страдањата Христови на христијаните. Антиминсот, погребението Христово, а дарохранилницата служи за чување на света причест, за причестување на болни. Таинственото значење на Светиот престол и светите предмети на него го отсликуваат животот и целокупната содржина на спасителната мисија на Господ Исус Христос, која во светиот олтар свештенството ја извршува во негово име. По чинот на осветувањето се служи божествена литургија, со што храмот ја отпочнува својата света мисија. Јас сум свештеник Трајко Босеовски, парохијски свештеник при црквата Свети Кирил и Методи во Лакована, Бафало, во државата Њу Јорк, Соединетите Американски држави. Пратени сме од црковната општина овде да земеме учество на осветувањето на Свето Климентовиот соборен храм во Скопје и да ги пренесиме желбите на нашите сонародници од црковната општина. Се заврши осветувањето на црквата Свети Климент во Скопје и ние ќе ги пренесиме поздравите на нашите верни православни македонци во Лакована, Бафало. Тие денеска слават исто како и ние, се радуваат, бидејќи тие се неделив дел од ова наша света православна црква и за нив е овој соборен храм како и за овие македонци што живеат овде во Републиката. Јас представувам Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, црквата Свети Георги, првата македонска православна црква надвор од границите на Македонија. Се сопаѓа заедно со нашата соборна црква. Нашата црква извршува 30 години од нејзиното осветување на 1960 година, па овој месец на 7 август.
Така се кладоа темелите и светлината Климентова во нашата земја многу хилјади маили од овдека. Резултатот беше да имаме други 17 цркви и еден манастир. Јас сакам да ви носам порака, поздрави од нашите луѓе од Австралија. Сите сме радосни, во еден празнуваме усветувањето, празнуваме Великден и нешто повисоко од тоа. Подкрепа којто озева нашата црква овде е големо чудо. Јаска и нашите луѓе во Австралија чекаа оште поголеми напори во овој слободниот дел на Македонија, да црквата оште еднаш изигра оште поголема роля во животта на нашиот народ. Тој Светиот Дух одвои храм не само усвети слободниот дел на Македонија, туку отиде и преку и прекина границите наложени на нашиот народ. Ама да знаете, во тие нашите камбани беа денес, свещите се палеа, народот се радваше, народот се молеше. Тоа што изразувам јас е израз на нашиот народ преку океанските земји. Не само Австралија, туку и деа се намерува Македонец. Моето име е Никола Ристевски, иначе председател на Црквата Пресвета Богородица од Колумбус, Охајо, која брои околу 300 семејства и од нашите семејства кои се наоѓаат во Колумбус, Охајо, испратија големи поздрави до народот наш од македонски, до верниците на Македонија и многу се импресирани од ова дело денеска што се прави во Македонија. И ние нисто овде како пратеници многу сме задоволни од пречекот во Македонија, од денов кој свечано го славиме и секогаш ќе го славиме. А исто меѓу нас се наоѓаат и нашиот делегат Благоја Станишовски, кои исто ве поздравуваат и пожелуваат се најдобро и во иднина повеќе да се гледаме. За воодушевените поздрави и впечатоци на илјадници присутни на чинот на осветувањето и потоа, во редовниот делничен и празничен живот на храмот, стојат безмалку 20 години градење со сите убави, но и тешки мигови. Мигови на искушенија за авторите и градителите на ова здание, кое без сомнение беше голема чест и можност за творечки израз, што ретко се укажува. Јас од првиот момент се определив да одам кон модерна архитектура и модерна конструкција. Иако ми беше сугерирано да може би треба да се потвра на некои наши традиционални примери од сакралната архитектура. Но јас тоа не го отфрлив сосем, меѓутоа беше еден хендикеп што во тоа време не можев да се потврам на никаков пример на нови православни црквени објекти градени кај нас, поготово не кај нас, а и во нашето поблиско соседство. Тако нешто немаше. Нешто мислам дека тоа не беше хендикеп, затоа што од први момент сакав да одам во некоја поголема творечка слобода, да истражувам нешто што ќе биде во дух на времето во кое се наоѓаме денес, видејќи сигурно дека новите технички градежни архитектонски услови денеска не беше тоа денеска, беше тоа пред 20 години, налага да се даде нешто ново. Така да, во тој случај, мислам дека не можев инаку да бидам определен, скоро како некоја и стручна етика ми налагаше да се одлепам од некои модели, некои матрици кои веќе ги познаваме на наш терен. А долго време знаеме дека на тој терен таа работа, градење, проектирање, сакрални објекти, мируваше. Овој општ просторен склоп на објектот можеме да видиме дека се состои од некои форми кои се или полутопка, односно кубе, или делови од кубе, тука се лаци и други сферни форми, кои се на некој начин ефектни архитектонски елементи сами за себе, меѓутоа они се и сигурно преди се од статичко носечка функција на објектот.
Тука ја гледав и некако го застапувам тој принцип во архитектонското творештво, да се да единство во тој смисол, некој дуализам, да не речам симбиоза, конструкција, архитектура. Зашто? Затоа што и во овој случај, и во други, носечката архитектура има во себе архитектонски ефекти, има во себе просторни ефекти. А од друга страна, и самите тие просторни елементи, употребувани порано кај нас во нашата архитектура, сами за себе чинат во себе, содржат во себе и тие конструктивни функции. Тоа е прва работа, која ќе ја чини коначната импресија општиот изглед на објект. Понатаму, овие просторни елементи се исто така застапени доста во нашата архитектонска традиција, не само во црковната архитектура. Значи, традиционални форми кои никога нема да изгубат изгледа и од својата актуелност. Кубе, топка, сферична површина, лак. Целото време, од 20 години градење на објектот, секако дека можеше и требаше да се бараат и некакви дополнувања, некои корекции. Објектот е преди се црквен објект, а јас на такви објекти мислам дека треба да им се даде некоја поголема символика. Јас образувам во време кога беше сосем во јачина модерниот покрет во архитектурата, кој многу не трпеше декорација, не трпеше орнаменти и дури имаше крајности каде што се велеше дека орнаментот е злочин. Јас не бев за тоа да тоа не се користи како сигурна содржина во архитектурата на објектот, меѓутоа некои работи покасно беа претерани во однос на тие символи. Во тие коначни анализи, строги очи на цело општество на црквата, дојда некои работи на кои јас некој пат давав отпор, не отпор, али покушавав да спасавам основна идеја, бидејќи имаш опасност и да се изгуби главното, се жртвуваше споредно. Ја имав пред мене два инвеститора прв пат у мојата проектантска пракса. Од една страна беше општеството, кое беше заинтересирано да објектот биде што побрзо изграден. Тука бе и национални чувства, што беше тука и црквата како институција. Многу често ми се постават прашања дали сум задоволен со конечниот резултат на објектот, со неговиот коначен архитектонски лик. Во главном би одговорил да. Меѓутоа, сосем не сум задоволен со неколку детали кои ќе испомнам. Она што зборев за декорацијата, за символите на објектот, претерано дадени, претерано вратени назад во минатото, тоа се овие страничните кубиња кои беа накнадно во последниот момент издекорирани на еден начин кој сосем е во конфликт со останалиот просторен третман на објектот. Мислам на тоа што објектот долго време го гледавме во керамички плочки како фасадна површина, понатаму одеднаш беше покриен со бакар. Тоа не е ништо што може би да се завзема став за едно или за друго, како материјал кој треба да дејствува конечно. Но има тука, велам, една недосредност. А што е та бакарот? Иако беше препорачуван и предложен како некаков традиционален материјал во нашата сакрална архитектура, он би рекол дека повеќе одговара да биде за челична конструкција, која беше дури и предлагана во началото. Имаше разни сугестии да тоа биде објект во метална конструкција, а после тоа сигурно покриен со бакар. Но, ако е он архитектонски, традиционално прифатен, без кого не се може, мислам дека тоа не е во ред. На крајот сите наши цркви до сега
uglavnom se uspešno pokrivani su materijali kao što je keramika. Bakarat ide pokasno. Nekoj raboti moraše se menuvati zaradi to što se menuva želbite, odnosno tematikata na živopisot i celo to likovno dovršuvanje na objektu. Mislim na razni slikarski tehniki, tematika koja trebaše da se primeni. Kambanarijat isto takav, po nekoj detalji, samovolno možem da rečem menuvano. Ja ne bi mogao da kažem avtori na tije menuvanja, videći za to sigurno da ima neka arhiva, a koliko znam tije rabote svi tebe rešavani poveće su usmeni, nalaganja i nešto slično. Бидејќи овој објекат е модерно конципиран и отстапува од парадигмите на православното градителско наследство, на црковното градителство, тој подсетуваше на пуно луѓе, им даваше некои представи за поинаков изглед на македонска црква. Тоа веројатно беше можда и причина да се постави прашањето на трансформација на обликот на црквата, која што би била повеќе во континуитет на црквеното градителство во Македонија, црквено градителство на православни цркви. Па великодостојници на Македонска православна црква го поставија прашањето на трансформација на некои облици на веќе започнатиот објекат во градба. Јас со колегата Банчотовски, кој го добивме овој тежок задаток, во тек на разговорите со професор Брезовски, ние дојдовме до некои заеднички мерила и се занимавме околу неколку проблеми. Едниот проблем беше да се надградат веќе постојните цилиндри као елементи на црквата, да ги надградиме со куполи и да на тој начин ја дооформиме црквата во некој облик кој што би бил поблизок до каноните на православното градителство. Втората тема која што беше за нас една од тие што разговаравме да изнајдеме начин да влезниот портал го обработиме така да тој биде една визуелна гравитација на влезот во црквата, во рамките на веќе започнатиот објекат и во континуитет на концептот кој што го има поставено професор Брезовски. Друго имавме задаток да изградената камбанарија на некој начин ја дооформиме, да биде исто така дел од новото наше видување и поставување на објектот на ниво на пратење на континуитетот и на градителското наследство на црквата. Ние се надаме дека со овие трансформации кои што ги предвидовме, со материјали кои што го нуди денешниот МИГ, кои што имат многу поголеми перформанси и кои што секако се предизвикуваат и нов начин на изразување, ќе направиме овој објекат биде поблизу до континуитетот на градбата на македонските цркви. Изградбата на соборниот храм на Македонската православна црква започна во години кога на повеќе пунктови во Скопје се градеа големи и скапи објекти, а се приведе кон крај во периодот на изразената општествено-економска криза. Желбата и покрај сите тешкоти храмот да биде завршен ја стави на испит и готовноста на македонскиот народ и на републиката воопшто да дадат најмногу што можат. Така во доизградувањето на храмот и самоиницијативно се вклучија голем број работни, општествени и други организации, како и нашето иселеништво, клубовите на работниците од Македонија во Европа, а граѓаните во републикава сесрдно ги прифатија и добротворните концерти, како уште еден начин да дадат свој непосреден прилог во фондот за доизградба на храмот.
Уште при донесувањето на одлука за да се подига еден ваков значаен храм, што ќе биде посветен на патронот на Македонската православна црква, Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква ја превзеде целокупната грижа и во комплетна своја надлежност за подигање и конечно завршување на овој значаен наш храм. Покрај другото, главна преокупација беше и осликувањето на храмот. За таа цел беа правени долги консултации со повеќе компетентни личности, како историчари на уметноста, така и ликовни уметници. И за да на крајот се донесе одлука да им се довери работата на ликовните уметници Ѓорѓи Данев и Спасе Спировски. А останатото зидно сликарство беше доверено на академскиот сликар Јован Петров и тој, работејќи повеќе од една година, почнувајќи од подготовките, па до конечното завршување во фаза во која ја видовме на самото осветување на црквата. На фреско живописот е изобразен ликот на Вседржителот на Господа Исуса Христа, како држи Евангелие и благословува со десната рака. Исто така изразени се ангелите Божи, небесната иерархија, како и старозаветните пророци. Тоа е огромна поврнина, а за која вредност секако ќе имаат збор и ликовните критичари, па и идните генерации кои што ќе го кажат мислењето за достигањето на овој план. Јован Петров беше носител на работите, а секако имаше и своји соработници. Тоа беше една цела екипа од соработници кои што тој лично ги ангажираше за поедини моменти за да се постигне она што веќе беше прикажано. Што се однесува до иконостасот, приказот од распоредот на иконите и она што е веќе насликано е со канон утврдено и тука голем избор исто така не постои сем избор на самиот сликар. Останатиот дел Светиот архиерејски синод го утврди кои додатни икони би можеле да дојдат во предвид со оглед на нашата национална припадност на светителите македонски и култот на оние светители во кои е развиен во нашиот народ. Така се тука осликани свети Гаврил Лесновски, свети Јоаким Осоговски, света Злата Мегленска, света Петка, а се разбира, бидејќи е храмот посветен на свети Климент Охридски, нашиот патрон, тој доаѓа според канонскиот ред до Богородица во првиот ред од лева страна. Кога сме веќе кај иконостасот, можеме да кажеме дека царските двери, заедно со уште поголем дел на апликации кои што доаѓаат на него, се работени во резба и таа резба ја работеше еден од повеќето познати резбари од Охридската школа. Тоа е Славе Атанасовски од Охрид и тоа е комплетно негово дело, изработено во длаборез, во она наша македонска традиција.
Големата сала од зградата на архиепископијата на Македонската православна црква во Скопје се претвори во привремено ателје. Иконите, од кои некои достигнуваат надприродна човечка големина, го најдоа своето вистинско место за работа врз нив. Тука се раѓаше нивниот почеток. Од долготрајното мачно рамнење на површината од веќе нанесениот грунт, односно подлогата, до конечното исликување, кое се крунисуваше со позлата на позадината. Зографите работеа деноноќно. Времето кое беше одредено за завршување на првите 22 икони беше навистина кусо и во историјата на светската иконографија досега може би рекордно. Само талентот и макотрпната работа кои се граничеа со храброста на двајцата зографи да се фатат во борба со времето, ги тераа да истрајат во зафатот и да ја добијат битката. Кога човек ќе се најде пред овие недовршени ликови и фигури на светители, го обзема чувство како да се наоѓа во чудесниот и мистичниот свет на Библијата, како да води диалог со времето во кое постоиме и ние денес. Навистина, кога човек ќе се најде пред зид, почнува интензивно да размислува за нештата околу себе и за самиот себе. Така го се судрувам со знанијата на минатото, не само наше средновековно, кое дало огромни уметнички достигања, доблести во своето постојање и еволуирање низ вековен, па чак и милениумско еволуирање и постојање, се запрашувам кај сум јас тоа или кај е и мојата околина. Поготово кога се наоѓам пред една ваква задача, тоа е осликувањето на иконостасот во црквата Свети Климент во Скопје. Овој иконостас го правиме рамноправно, јас и мојот колега, академскиот сликар Спасе Спировски. Веднаш да кажеме дека овде се работи за еден иконостас кој е од мамутска или дивовска димензија, каде чак ни нашето средновековје нема иконостаси во таков облик, во таква димензија. Па, мислам и пошироко, дури на Балкана, едино сум сретнал негде во Кремљ, една или две така големи икони кои ја надмашуваат димензијата на 3 метра. Не сакаме само по димензијата да биде овој иконостас необичен или посебен, туку и во самиот негов третман, во самиот уметнички израз, движејки се за неговата раскажувачка моќ, сакаме да прикажеме исто така еден вешт и искрен спој на старата наша традиција со нови гледања, субјективни гледања, како на традиционалната уметност, така и на световни погледи. Имено
Ovde se работи за еден ансамбл од ликови портрети кои се навистина библиски, но кои имаат своја индивидуална, субјективна димензија, како карактерна, така и длабоко психолошка. Наш план и наша желба е да внесеме цело достоинство она што го нуди Светото писмо, како трајна и вечна порака проверена низ селективното време, да дадеме световниот гледач покрај световното чувство да се судри, мислам, со еден бран на топлота, на хуманост, на интерпретација која ќе дозволува во исто време да го опишува божественото и световното достоинство, а на гледачот да делува релаксационо хумано, како и тој да се наоѓа во дејствијата. Јас мислам дека ако не се внесе концентрација во таквите големи работи, и потешко се победува манирот. Затоа што едно вакво дело или ансамбл на повеќе дела, дека само еден вистински креативен приод и голем устваријален напор може да го победи манирот и да не доваѓа до празнината на повторувањето, туку со секоја нит, со секој чекор напред да доваѓаме до она вистинското каде времето престанува и каде има диалог само творештвото. Тоа е таа духовна пенетрација која сакаме како молитва да се проткае во нашата работа и еве негде сме загризале или зачекориле во 25, незахвално е, неблагодарно е да се зборува во проценти, до 30% во работата од иконостасот. Работите врз иконописот се изведуваат класично, со подлога и процес кои ги познавале и византиските зоографи. Меѓутоа, времето и современата технологија си го носат своето, па така боите се од најдобар квалитет, изработени во најпознатите светски центри, наменети за иконографска технологија. Исто така и позадината на иконите е изведена со мощни рафинирани и суптилни златни листови, кои на иконата го даваат потребниот раскош и достоинство. Целокупната атмосфера во импровизираното ателје подсетува на некогашните големи сликарски работилници на големите мајстори од познатите светски школи. За да се почувствува мирисот на амбиентот и да се долови мистиката на нашите средновековни цркви и манастири, кои човека го доближува поблиску до Бога, зоографите сликаат под светлината на свеќата и под мирисот на темјанот. Јас може да забележам туку у последно време дека храмот е посетуван не само од гости од тука, од градот, него и од внатрешноста, па доаѓаат и од надвор, од другите републики. Сум забележал у последно време доаѓање на ученици, многу млади. А тоа представува една, навистина, една духовна преобразба. Некако нашата вера се проширува, љубовта кон Бога, љубовта кон сето она христијанство кое живее кај нас. А денеска ние као македонци кои живееме во ова наше едно плуралистичко време, храмот си ја доби својата една навистина крупна димензија. Влегувајќи во храмот се чувствуваш некако ослободен од доста големи грижи, од она секојдневие и духовно си преобразен. Така да се чувствуваш некако прероден, среќен, а тоа е едно големо значење за овој храм, за овој навистина светилник на Македонската слободна автокефална црква. Чинот на осветувањето на овој свет храм представува отварање на уште едни свети порти за духовно живење, за културата на православното живење на македонскиот човек. На овие простори ортодоксното христијанство е присутно скоро 2000 години, од кој период
сме наследиле богати културни и духовни вредности. Дел од тоа богатство откриваме и преку богатството на археолошките локалитети. Преку сето тоа ние ја осознаваме содржината на духовното живење на сите наши предци, врз што ја надградуваме и нашата свест и совест за едно достојно христијанско живење во времево во кое што обстојуваме. Тоа наследство ни открива артерии на човечкото единство со вековите и универзумот, кои траат и денес како традиција и стремеж, или поправо како традиционален стремеж на македонскиот човек да го открива единството на небеското духовно царство со она царство што е внатре во човекот. И овој новоосветен храм, осветен на основоположникот на словенското постоење на нашата света црква, е храм на тој стремеж. Затоа тој, по осветувањето за Скопје и пошироко, треба да биде извор на верата како начин на живење, на вероисповедта како живот. Остварувањето на оваа негова примерна намена зависи пред се од упатеноста на православните верници во вистините на верата. Меѓутоа, повеќе децениската слобода што носи видлив белег на атеистичко поимање на светот и животот, денационализаторските ангажмани на бројно свештенство што кај нас доаѓало во функција на разните окупатори и други објективни чинители во голема мерка ја осиромашувале културата на православното живење кај нашиот длабоко религиозен човек, кој најчесто оставен сам на себе си, запаѓал во најразлични суеверни разбирања на верата. Сето тоа духовно го обеснажувало поединецот, а тој е основната клетка на организмот на црквата. Оттаму и црквата растеше со растот на својот народ, при што нејзината духовна возвишеност воглавно остануваше скриена во системите на научната теологија, кои се скромно доближени до народот, а е неопходно потребно тие да станат содржина на секој верник, преку што единствено институцијата црква добива квалитет на жива Христова црква, во која традицијата ќе биде само една квалитетна димензија на низиното битие, но не и неприкосновена учителка на верата. Зашто ние веќе имаме верници кои доаѓаат во храмот, например, на божествена литургија, не за да остварат духовно единство со црквата и Господ, туку ете да запалат само свеќа, да се сретнат со своји блиски и привидно да ја задоволат својата потреба за контакт со светоста и со Бога. Во тој смисол е и веќе присутната тенденција во нашите свети храмови да се внесува сликарство кој ќе говори за естетските дострели на уметникот, а не иконопис, кој ќе биде во функција на збогатување и оплеменување на религиозното чувство кај посетителот на храмот. Секако, таквите поимања на верата не ќе се преточат во продуховено живење, а уште помалку ќе можат да дадат плодови кои што ќе бидат квалитет на културата што ќе оставиме на нашите идни генерации. Оттаму, храмот на Свети Климент треба да прераснува се повеќе во центар, во кој што ќе се ревитализира Словото Божјо, остварено и оживотворено преку искуството на охристовеното македонско битие. Се помазува чеото Божие, Боја, срели за радост, за да ја слуша вестината, за да ја зборува вестината. Твоите раце, Господи, го создаде ова чедо, да се радува на овој свет, да исполнува Твојата волја и да одлуча. Во чеото Божје Боја, во името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светија Дух, амин, сега и секогаш и во сите векови, амин. Куме е платното? Куме викај амин.
Pečati dar na Svetija Duh. Amin. Pečati dar na Svetija Duh. Amin. Pečati dar na Svetija Duh. Amin. Pečati dar na Svetija Duh. Pečati dar na Svetija Duh. Amin. Yeah.